Со образложение за поефикасни и поеднечени региони, Фудбалската федерација на Македонија спроведе нова регионална поделба со што одредени општински фудбалски сојузи мигрираа од еден во друг. Конкретно, Општинскиот фудбалски сојуз на Струмица од источниот регион се пресели во јужниот, а на неизино место дојде Општинскиот фудбалски сојуз од Кратово. Разликата во квалитетот и конкуренцијата на клубовите кои се надпреваруваат во третата, втората и првата лига е неспоредливо на страната на Струмичкиот во однос на Кратовскиот. Тоа значи дека, например, во третата лига Исток, кочанските екипи во иднина ќе имаат послаба конкуренција, отлуку што тоа беше случај со струмичките екипи. Навидум, екипите од Кочани и другите сојузи полесно може да стигнат до позиции кои водат до повисок ранг, но суштински фудбалот на Истокот ќе загуби, со тоа што Слогавиница, например, нема да игра против Василево, Тиверија и други тамошни екипи, а силната конкуренција е предуслов за висок квалитет и позначени достигнувања. Скапата трета лига е причина што во новото првенство во оваа конкуренција ќе играат само 8 екипи. Повеќе екипи кои имале амбиции да бидат третолигаши поради немањето средства за котизација, која изнесува околу 80.000 денари, се откажале. Таков е случајот со Зрновка од Зрновци, со Маклин од Чешиново и неколку клуба од помали населени места. На последниот состанок на представниците на клубовите договорено е првенство да започне на 3 септември, но се уште не е утврдено дали по трокружен или по четворокружен систем.